Новите истраги на специјалното јавно обвинителство висат на конец. Кривичниот суд ќе чека да се произнесе републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовевски, дали предметите на СЈО ќе останат во нивна надлежност или ќе ги преземе обвинителството за организиран криминал и корупција. До тогаш кривичен ќе постапува по случаите на СЈО како и досега, заклучиле судиите на колегиумот. Зитните предмети добиени од обвинителството на Катица Јанева по истекот на рокот ќе пресечат кривичните совети на Скопска единица. Од исклучителна важност за судот е правилна и доследна примена на Законот за кривична постапка, кој е од примарно значење во водењето на постапките. Во таа смисла и е барањето до јавниот обвинител во однос на примената на член 17 од ЗКП. Кривичната постапка се поведува и се води само по барање од овластениот тужител. Во обвинителството не се стасани барањето од кривичниот суд. Дали републичкиот обвинител Јовевски до парламентот ќе иницира автентично толкување на членот 22 од Законот за СЈО, ќе одлучи откако ќе ги разгледа заклучоците на судиите од Скопска единица. Потоа на потек би биле народните избраници за толкување со автентичен одговор на прашањето дали СЈО може да покренува обвиненија во рок од 18 месеци откако ќе преземе предмет. Ваквите постапувања следат откако Врховниот суд одлучи СЈО да не смее да води истраги и да покренува обвиненија со образложение дека е поминат рокот откако ги добиле преслушуваните разговори. Одлуката е обврзувачка само за највисокиот суд, што би значило дека предметите може да се одвиваат во кривичниот и апелацискиот суд, но ако се најдат во рацете на врховните судии, ќе паднат. Токму поради членот 22 од Законот за СЈО, власта и законодавниот дом треба да пресечат дали СЈО да биде автономна институција или да стане дел од редовното обвинителство, за што се потребни законски измени.